Поддржано од болница Дериндере. Дали да ти придам, често сам се прашам. Добре дојдовте во ВИП на еден ден. На прагот на 2020 ќе ви кажам дека исклучително сме горди на постигнатото во 2019 година. Креиравме многу насмевки, создадовме многу среќа. Плачевме и од радост и од тага. Но на крајот сите заедно се радувавме на трансформацијата на нашите учесници. Затоа сега ќе се посетиме на сите успешни приказни. Кона слава и појот пред твојот поглед како сон. Целта на новогодишното издание ние да видиме како продолжиле нашите учесници после емитувањето на емисиите, што им се променило, што добро им донеле емисиите на ВИП на еден ден. Сме успеале ли во трансформацијата и враќањето на среќата, а со тоа и да видиме дали нашата мисија е успешна. Потрепет болка, ти си мојот најубав сон. О љубов моја, во немир тајна, во дните и дни ти си мојот најубав ден. Јас сум Дејан Младенов, имам 29 години, роден сум во Струмица, а израснат сум во Скопје во домот 25 мај. Дејан, здраво! Се гледаме, значи, после некои 2 месеци откако заврши твојата емисија. Кажи ми како се чувствуваш? Па, можам да кажам дека се чувствувам многу среќнал. После ова што ми се деси, ова за мене е шок. Не знам што да кажам. Сега имам поише друштво, многу комуникација. Девојчиња нон-стоп пишуваат, не знам више што да кажам. Фала ви многу од се срце. Не знам друго што да кажам. Кажи ми, првично кога си ја гледаше емисијата, зборувам за првиот дел, како се чувствуваше кога ја гледаше исповедта твоја? Па, на почетокот малце се чувствував, малце се срамев, за тоа што сум го казал, што сум го доживел у животов, ама тоа е, секој човек мора да се бори во животот. Како да кажам, после дождот доаѓа сонце. А што се случи виднаш после преобразбата? Значи, освен тоа што нели имаш контакти, меѓутоа се случуваат и контакти од многу хумани луѓе, така? Па, имам сега комуникација од еден дечко од Свети Николе, ама живее у Германија и он ми помогна малце донација парична и рече колку можам ќе ти помагам. После имаш еден друг од Гостивар и тој физиотерапевт и тој рече, вика, ќе дојдеме со колешките, ќе те посетиме и ваков дечко, вика, ваков борец у животот не сме доживееле. Сакаме, вика, да те запознаеме, да седнеме на ручек, на кафе, на тоа. Добро, позитивно си им влијал на луѓето, веројатно, и ти давале голема поддршка. Дали те контактираше некој од твоето семејство? Зборувам за роднините од Струмица, зборувам за сестрата. Имаше ли некакви реакции? Па, за сестра ми немав контакт, ама на мајка ми, сестра што е, тетка ми, после толку време ме нашла. Ја гледала емисијата и ми пише на Фейсбук, еве ти го мојот број,
да те контактирам, сака да се видиме, да дојдеш Струмица. Тоа е, ти си ми единствено што остана од мајка ти. Како и да е, сакам да те видам. Плачела, тоа е. И ја бев пресреќен, после толку време тетка ми ја најдов. Како и да е, имам сега некој што може да ме поддржава. Ама тука се више Мартин и Марија. Они ми се највише во животот и за нив секогаш ќе се борам. Ме интересира првото утро кога стана, кога се разбуди, значи после емисијата и кога се видео во огледало, какво беше чувството? Па за мене голем шок. Се гледам во огледало и се викам, не, јас сум нов човек, не знам. Ваков не сум бил у животот. Насмевка, може да се смееш, каде и да одиш да се насмееш, а вака многу бев затворен. Не сакав да се насмеам поради тоа што го имав проблемов. Не знам, многу Ништо, продолжи да се смееш и понатаму. Што ти реков, лупа срце, а овој пат више навистина лупа. Останува сега уште да ги завршиш часовите со автошколата, кога ќе имаш време, ми рече дека си зафатен или на работа. Со работа, немам време, се јавив со Стефан, се слушнавме. Ќе биде И да, и му реков дека ќе биде за брзо време. Он вика, не е проблем, ќе те чекаме. Така, едва и чекам да се провозам во колата, да знаеш. Да. Па сега, ние не би биле вип на еден ден ако немам изненадување. Имаме еден куп изненадувања, токму заради новогодишните празници. Освен тоа што ќе добиеш голем број на подароци, имаме и едно патување. Патувањето е од нашите пријатели, значи Инекс Олгица, значи патувањето е во Охрид, во нивниот хотел, значи имаш викенд да си поминеш убаво. Ете, ми рече дека не си патувал, нели, сам? Така да ова е ваучерот кој што можеш да го искористиш, ќе се договориме нели тоа со нашите пријатели од Инекс Олгица. Може ти заедно да патувате со некој од учесниците, се надевам таму убави спомени, убави фотографии ќе ни испратиш. Може? А сега останатите подароци. Чекај. Значи имаме еден подарок за сеќавање од ВИП на еден ден и фотографијата со неговата омилена пејачка Антонија. Еве, ова за спомен за долго сеќавање и нека ти стои некаде во ветрините. Може? Neka izgoram. Јас сум Загорка од Кавадарци. Имам 24 години. Имам керка, 3 години. Од мала сум сама, од 3 месеци мајка ме татко ме оставиле. Мојата баба, дедо и вековците ми изгледаре. Да прашам како се чувствуваш сега после се, од како заврши емисијата, завршија снимањата, се врати во Кавадарци, како се чувствуваш? Добра, среќна, пресреќна. Задоволна. Од емисијата натки само среќа. Тоа е. Најголемата среќа е тоа што се вработи, нели? Да. После колку дена се вработи и тоа им го одложиме на гледачите да им го. 6. Како ти е на работа сега? Каде работиш? Работам во Слога Промо Кавадарци. Преубаво, задоволна сум од вработените и сите околу мене таму и се надевам дека ќе му осигурат и само среќа натки. А каде е малата Мика, зашто не е дојдена? Не е дома, болна е, не може да дојде, затоа не ја земав. Не сакав да ја донесам болна, мора да оздраве, затоа што ако она не оде градинка и ја не можам да одам на работа. Како е Мика, како и беше изненадувањето со Маша, роденденот, како си поминавте? Многу убаво се поминаме, она е многу среќна и цело време мама, каде е Маша, каде е Снежа.
Супер, ќе се дружим пак. Што ти велат оние кои што те познаваат? Значи, во однос на емисијата, во однос на тоа што си кажала, како си кажала, позитивни и негативни реакции? Позитивни, скоро секој ден, ако не секој ден, прекој ден ме среќават на улицата, ми викате, кај си вип на еден ден, И така ме задем. Как си помина, што ти дадија, задоволна ли си? Mlade snagi bahnine kako za prv put. Mnogo dni ne rodih me nije. Сега ти ние кога зборувавме кај вас дома кога бев, ми кажа дека имаш една жилба, а таа жилба е да патуваш некаде со твојата мама. Така? И па Дедо Мраз ќе ти исполни таа жилба да патуваш. Да. Значи еве, тука имаме еден ваучер, Инек Солгица, значи едно патување во Охрид во хотелот Инек Солгица, можете да патувате и малата викенд да се препав. Ете. Да знаеш дека исполнуваат желби, јас не сум Дедо Мраз, ама Дада Мразица може. И заедно со екипата на ВИП на еден ден. Ова не е единствениот подарок кој што ти го даваме тебе. Ќе испратиме подароци, поздрави за тебе и за малата Мика, значи неопходно е да дадеме новогодишно пакетче за Мика. Еве. Од сите малечки нешта ова најмногу вреди. Средбата со Дејан и Загорка и нивните приказни после емисијата навистина инспирираат, а ни покажуваат дека можеби од делото не го чини човекот, но дефинитивно му дава залет. А со тоа што ги видовме во живо и се уверивме во нивниот напредок, и срцето ни е полно. Божи цвет, за се што ти си ми дал. А среќни сме и за приказната на Наташа и незината ќерка Вики, која е лице со попреченост. Сето минато време. Дона, 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 гледај ме и насмеј се за мене. Епа здраво за Наташа и здраво за Вики. Се гледаме после неколку време, значи кога снимавме првиот пат беше топло и бевме во парк, сега веќе е на голема зима. И она што прво сакам да ве прашам, какви беа вашите чувства кога ја гледавте емисијата, посебно првиот дел, после вашата исповед? Па возбудени, убаво. Убаво. Многу убави коментари од пријатели. Прво дека сум била многу храбра, што нели сум се пријавила на емисијата да кажам нели делот нашето живење, затоа што кај нас многу луѓе имаат и поголеми маки, па некако се затвараат и не многу сакаат да зборуваат, мислејќи нели дека тоа некој ќе каже ете мене ми е непријатно, па да не е срамота, значи не. Секој што мисли дека треба да се пријави на вашата емисија и отворено да си каже што му недостасува во неговиот живот, како сака да се израдува, слободно може да ви се јави, да исконтактира со вас и ќе биде, мислам дека услужен во се што можете и вие ќе го служите и ќе направите. Така, ние бевме фокусирани на Вики, на изненадувањата за неа. Ние видовме солзи радосници од мама. Значи, средбата со Петко беше навистина голямо изненадување, нели? Како беше со Петко? Убава. Убава? Да. Му се израдува на Петко многу? Многу. И го изгушка. Го изгушкав. И што го праша? Да ми ги пишат твоите домашни опрски. Така е. И он што ти кажа? Да. И имаме уште нешто ново поврзано со Петко. Вики беше дел од представата организирана од Охо продукција, значи во представата на Петко и пријателите, нели?
Викторија има на сите нивни концерти што се одржуваат во МНТ. Мислам дека и надвор од Скопје ќе се одржуваат тие представи. Тоа е за децата нели со попреченост. Позади на кајронот на Билборд, како да кажам затоа, ја има Неизе како нели дел од тимот на детективот Цветко. И она една од детективките на пријателите на детективот Цветко. Детективка беше? Да, тивка бив. Сега, јас и Вики се договоривме, она беше принцеза, нели? Принцеза, така, преубава и принцеза и мама изгледаше како кралица, нели? Како кралица, а ти го проба црвениот фустан мијече. Да пробам. Да, црвениот фустан, да, требаше да си го облече црвениот фустан, нели? Да. Да видам и јас како кралица. Да. Кажи ми, после вториот дел од емисијата, нели, односно втората епизода, кога се видовте веќе, нели, трансформирани со сите изненадувања кои ги гледавте дома. Какви коментари имаше? Па позитивни од пријателките што не се појавија, што требаше да дојдат. И мислам дека 90% од сите тие луѓе што ми кажаа дека ја гледале, сите плачеле. Затоа што било многу искрено, значи искреноста кај мене допринела да ги растажи, да почувствуваат пред се, викат не знаеш дали плачеш од тоа што си искрена, убаво, све, значи сите буквално вика си изнаплакав. И има и што не можеле да ја догледаат. Пријателки, мишка не можам да ја догледам затоа што ја плачам. Едноставно, јас и плачев за Петко, јас дури не се приметувам, мислам дека тоа толку многу што бев, мислам ќе ми покрече душата од така, од возбуда, од колку Викторија беше среќна. Што Викторија е најсреќна кога е со тие уметници што ги сака, дали се глумци, дали се пејачи, зборам од нашата естрада. Небитна е музиката, дали е етно, македонска, народна, забавна, она буквално сите македонски звезди ги сакаат. Во мене верува. Има еден галептажен ода ни солзи мој што броди. Последната од низа на приказни е приказната за Пепелашка, Виолета Костовска, родената мајка Снежана која си го одзела животот пиејќи отров, злобната маќеја која ја малтретирала и таткото куцкар и пијаница, кој не им давал поддршка на собствените деца. И кога Виолета одлучува да основа семејство, се случува уште една трагедија. Добро ни беше све додека беше здрав, премногу. Значи, буквално не бевме, ние никад не сме биле ни богати, али сепак имавме колку да се прехраниме. Све сум спремна за него, затоа што ја више овие години све за него правам. Има еден. Вики, сега откако се заврши, значи го имавме првиот дел со тебе и прво ќе те прашам, кога ја гледаше твојата исповед, како се чувствуваше? Првиот пат искрено не можев да ја гледам и ја прекинав на пола, пошто сепак малце знаеш емоции оно и никад не сум се гледала самата себе како кажам сето тоа. Додуше на никого и го немам кажано. Така да не сум имала личност на која што можам да се доверам. Инаку, вториот пат го изгледав целосно и мислам дека е олесна на еден начин, не знам така. Затоа што стварно ми тежеше и баш сакав да го споделам со некој, најмногу ради тоа што сакам и татко ми да дознае дека можда не сам му рекла тоа, али знае дека премногу погреши спрема мене и брат ми. И затоа сакав да му кажам сите тоа. И сега ќе те прашам, значи помина нели тој првиот дел. Кои беа прво твоите очекувања и како на крајот сето тоа ти заврши? И моите очекувања, ја очекував дека све ќе биде совршено како и
Као и во сите емисии кои што ти ги правила досега, затоа што мислам дека нема емисија која што не ја погледнав и тотално луѓето беа презадоволни. Ниеден досега не видов негативен коментар во вашата емисија и очекував дека ќе биде совршено. Значи, во поглед на мене и во поглед на све што ќе направиш ти. Значи, тоа беа моите очекувања, ништо друго. Невестинскиот фустан беше најголемо изненадување. Тоа беше... Се заблагодариме на ателието Жана. Јас таму... Едва се воздржав, право да ти кажам. Че, ја искрено не помислив дека баш таму ќе идеме и премногу бев возбудена, целосно трепарев. Значи, се воздржав да не заплачам, али значи, се тресев, буквално. И фала им и на нив што не излегува пресет секако. И преоба беше и фустанот. Кажи ми дали се навикна на завите и како ти сега чувствате? Искрено, првиот ден и вториот малце ми беше чудно, затоа што сепак нешто не е твое, али сега ми е стварно преубаво и мислам дека се навикнувам многу лесно и ги нема више болките како што беа. Благодарение на докторката и на доктор Ловски, све е совршено. А кога сме кај забите на Вики, знаете ли кој беше најголемата поддршка? Здраво, јас сум Баба Жангулов и сум син на докторката Гордана Жангулова. Кога бев мал, многу се плашев од поправање заби. Сите можни предмети, боцкави, било какви. Но во текот, кога пораснував, сватив дека ништо не е страшно. И вие победете го стравот од правење заби. Ти благодарам што беше учесник во нашата емисија. Ова е еден мал спомен за твоето учество во нашата емисија. Еве, една фотографија која што се надевам дека ќе... Сега ќе ставам да ја гледам без секако. Да, затоа што ние обично нели се чуваме во телефон, меѓутоа вака една убава фотографија од триот джентлмен, Дејан и ти, па се надевам дека ќе имате и заедничка фотографија на која што ќе имате свадбена весела. Ој, не ќе имаше, ти благодарам многу. Приказната со Вики не ја завршуваме тука. Туку продолжуваме со насмевка за понатамошна инспирација и надеж. А сега во фокусот ќе биде нејзиниот сопруг Дејан. Ќе се обидеме да помогнеме. Низата од успешни приказни ја завршуваме со Милан од село Мршевци, чија новогодишна желба за 2019 година, купатило, заедно со нашите пријатели ја остваривме. Ке бидам храбра, па дури може малку смешна јас. И бидејќи одиме по обратен редослед, последна, односно прва од успешните приказни е приказната за семејството од село Мршевци, приказната за Милан и Стојна. Тука со нас е Милан. Милан, здраво. Прво ќе те прашам како ти помина изминатава година, како беше во школа, како беше на терен? Супер ми беше да Исто така и на игралиштето, на теренот, преубаво си поминав. Секој ден редовно јам на тренинзи. И оваа година ми помина многу убаво. Супер, а сега кои се твоите очекувања во новата година? Имаш ли нека желба? Па, желба ми е успеси во школа, да постанам се подобар и подобар фудбалер. На Милан му посакуваме успех на терен и во училиште и нека новата 2020-та донесе радост во нивното семејство. Ја поздравуваме и мама Стојна. Да дојде потем крај. После сите успешно завршени приказни и после сите вратени насмевки. Сега објавувам соработка која сум сигурна дека ќе ги промени животите на нашите учесници.
Со почетокот на 2020 година објавуваме соработка со болницата Дериндере од Истанбул. Нивниот високостручен кадар објави дека ќе донираат 6 бесплатни операции од различни гранки во зависност од тоа што ќе имаат потреба нашите учесници. Токму затоа, директно од Истанбул, допатува директорот, со кого заедно ќе ја објавиме соработката и ќе најавиме уште многу успешни приказни. До болницата Дериндере стигнавме врз база на истражување и потрага по иста цел и идеја – враќање на здравјето, насмевката и радоста во животите на луѓето. А тие како групација ја имаат токму таа мисија. Кај нив на прво место е здравјето на пациентот, не профитот. Веќе 50 години ја градат довербата во Дериндере групацијата и автомобилската индустрија, а од 2015 година оваа групација инвестира и во медицината. Како општествено одговорна компанија, тие стипендираат студенти, високо развиена свест имаат за грижа за природата, а на месечно ниво во Турција имаат 100 бесплатни прегледи за социјално загрозени категории и на годишно ниво 100 операции за сиромашни граѓани. Затоа со голема чест и задоволство од 2020 година тргнуваме во заедничка мисија – поддршка и помош на македонските граѓани, директно од Истанбул, Турција. Türkiye'den Derindere Şirketler Grubu'ndan ve Hastane Derindere'den sizlere selam getirdim. Böyle bir projenin içinde bulunmaktan biz de çok mutluyuz. Burada bulunmaktan çok mutluyuz. Hastanemizde çalışan tüm personelimiz de sizlere selamlarını gönderdiler. Derindere Şirketler Grubu 1970'lerden bu yana çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren bir kurum. Topluma çok büyük faydalar sağlamış bir şirketler grubu. Aynı faydayı 2015 yılının Kasım ayında sağlık sektöründe de göstermek üzere Hastane Derindere kurulmuştur ve 2015 yılından bu yana hastane hastalarımıza hizmet vermeye başlamıştır. Bugüne kadar 9 doktor 25 yatakla başladığımız hizmete bugün 45 doktor ve 75 yatakla devam etmekteyiz. Добро е, сега сигурно на истекот на годините имате операции на кои што сте посебно горди и би сакала да знам кои се вашите најголеми успеси. Şimdiye kadar en başarılı ameliyatlarımızı ortopedi bölümünde gerçekleştirdik. Şöyle, kurbağa parmaklı 9 yaşındaki bir çocuğun parmakları ayrıldı tamamıyla. 2 bölümde yapıldı bu ameliyat. İlk önce bir elinde, sonraki diğer elinde 9 yaşından sonra kendi eliyle parmaklarıyla yemek yeme, hayatını idame ettirme şansına sahip oldu. Hastanenin açılışında özellikle omurilik çocuk omurilik skolyoz ameliyatları yapıldı. Son zamanlarda da yine ortopedi ameliyatları ve tüp mide ameliyatları, özellikle 120 kilonun üzerindeki hastalarda Doktor Gürdal Ören ve Doktor Kaplan Bağ Temizgönül tarafından obezite hastası olan hastalarımızın ameliyatları gerçekleştirildi. Единственоста, стручноста и посветеноста на пациентите ги издвојува и ги става на врвот на професионалноста. Секој може да им се обрати доставувајќи ја својата историја на болест, снимки и диагноза до болницата, за да нивниот тим од одделот и му каже дали случајот е за кај нив, а потоа се е препуштено на болницата, транспорт, згрижување, храна и нега. Тие ги третираат пациентите како гости. Gerek daha önce hastanemizde ameliyat olmuş hastalar vasıtasıyla, gerek internet üzerinden bize ulaşan yabancı ülkelerdeki hastalarımız ilk önce kişisel bilgilerini gönderiyorlar, geçmiş hikayelerini gönderiyorlar, elindeki belgeleri, yaptırdıkları tehlil, tetkik, MR, tomografi bunları gönderiyorlar. İlgili sağlık turizmimizdeki rehber arkadaşlarımız bu verileri topladıktan sonra ilgili branştaki hekime yönlendiriyorlar. Hekim ne yapılacağına karar veriyor. Bunun üzerine bir evrak düzenliyoruz.
Sizi şu şekilde bir tedavi süreci bekliyor. Bunları yapacağız. Bu kadar kalacaksınız. Bu kadar süre sizi hastanemizde ağırlayacağız. Süre sonunda kontrole kadar işte gerekiyorsa otelimizde ağırlayacağız diye bu bilgileri veriyoruz. Hastalar bu bilgileri aldıktan sonra uçak biletini alıp da evet ben geliyorum dediği zaman o hasta hakkında biz işlemlere başlayıp da gerekli zeminleri oluşturup tedavisini yapıyoruz. Ülkemize geldiği zaman da biz kendisini havaalanından alıyoruz. İstanbul Havalimanı'na en yakın hastane konumundayız şu anda. Kendisini araçlarımızla alıyoruz, hastanemize getiriyoruz. İlk tetkikleri orada yapıyoruz. Odasına yerleştiriyoruz. Operasyondan sonra da kontrol süresine kadar otelimizde ağırlayıp kontrolden sonra bir sıkıntı yoksa tekrar aracımızla havaalanına bırakıp ülkesine iyi bir şekilde, mutlu bir şekilde göndermek en büyük arzumuz. Ваквиот тик не настаните. Веруваме доволно ве охрабри за да се пријавите. За здравието се работи, а сега имате можност благодарение на Дериндере и ВИП на еден ден да дојдете до решението за секогаш. Како ќе оди процедурата со пријавените? Како нашите пациенти ќе заминуваат таму и колку операции имаме? Şimdi şöyle, ilk etapta biz en az bir tane hasta her ay ameliyat etmek üzere burada bulunuyoruz. İhtiyaç sahibi olan her aile bireyine ayda bir kez ameliyat yapmak için. Şimdi burada ilk önce onların bir geçmişi vardır zaten. Bir rahatsızlıklarından dolayı hastaneye gitmişlerdir, gerekli tedavileri yaptırmışlardır, ellerinde belgeleri vardır. Bunları sizin vasıtanızla bize göndermek suretiyle bizim komisyonumuz hastanede başhekimliğin kurduğu bir komisyon tarafından incelenmek suretiyle neler yapılabileceği, nasıl bir tedavi yapılabileceği size bildirilecek. Bu şekilde hastalarımızı alıp ülkemize, hastanemize o hastalığın süresince kendilerini misafir ederek gerekli tetkik tedavisini yapıp tekrar Makedonya'ya mutlu bir şekilde göndermek en büyük arzumuz. И ова е моментот да ве повикаме да се пријавите на нашата Facebook страница. Доставете име, презиме, ваша медицинска документација. Раскажете ја вашата приказна. Сите оддели стојат на располагање. En kısa zamanda sizi hastanemize bekliyoruz. Sizi bir hasta olarak değil, misafir olarak ağırlamak en büyük dileğimizdir. Her zaman hastane Derindere olarak biz hizmette varız. En kısa zamanda görüşmek en büyük dileğimizdir. Hastane Derindere olarak tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz. Priјавете се ve очекуваме. Поддржано од Болница Дериндере. Со музиката на виолинистката Риана Рамис, која била пациент на болницата Дериндере, а сега е нивни координатор во Македонија, ве повикуваме да се пријавите, со најава дека во следната епизода ќе ја слушнете нејзината приказна, која сигурно ќе ви инспирира и мотивира. И време е да ја заокружиме 2019-та. Ќе споделиме со вас уште една убава приказна за општествено одговорна компанија, LL Catering, која несебично ги дава своите услуги на оние кои не можат да си дозволат пристоен оброк или пак новогодишна прослава. Ti raka, srce da se radува. Јас сум Неда Аницин Темелковска од компанијата LL Catering, компанија која веќе повеќе од 15 години се бави со индустријски и комерцијален кетеринг. Комерцијалниот кетеринг подразбира организација, комплетна организација на секаков вид настани и свечености, додека пак во рамките на индустријскиот кетеринг, како оператор за храна, организираме, односно спроведуваме организирана исхрана за вработените на голем дел од компании во Скопје и надвор од Скопје на ниво на
Македонија. Денеска сум тука со цел да бидеме фактор плюс кон среќата на корисниците и гостите на ВИП на еден ден. И за таа цел го организиравме кетерингот за оваа новогодишна емисија. Меѓу другото, повод за ова наше гостување во емисијата е и неодамнешната награда која ја добивме како признание од Министерството за економија за нашите општествено одговорни практики, кои можам да кажам, значи и да звучам нескромно, дека веќе ги 15 години ги практикуваме, меѓутоа ете така јавно не сме ги споделиле. За крај би сакала да ги поздравам гледачите и да им ги честитам новогодишните и божикни празници, да им посакам пред се многу здравје, многу љубов, среќа на секое поле во животот. Што се излива, види среќа што радува, то побагнеш што засадува. Нека се множат општествено одговорните компании. Нека хуманоста биде примерна цел во 2020 за сите нас. Затоа што заедно сме подобри, заедно сме посилни и заедно сме посреќни. Што радува, то побагнеш што засладува. Биди среќен од сакан свет, биди човек на овој свет, биди човек на овој свет. Поддржано од Болница Дериндере.